Тоа се сега проблемите со кои се соочува еден премиер. Го сакале ние, не го сакале. Зашто? Затоа што овдека се толку одамна не се прават тоа што треба да се. Ние произведовме фирми кои може да екзистираат само во ваква држава, со волку заштитен и затворен пазар. Кога се распадна Југославија, Алкалоид и Крка, словеначка, беа истоветно вредни фирми во моментот кога се распадна Југославија. Денеска Алкалоид во најдобрите констелации би коштало околу 700 милиони евра. Крка е веќе отидена на 4-5 милиарди. Прашање е дали ние како држава во сите своји капацитети заради неправење со децении тоа што треба да правиме, сме всушност спремни за такви работи. Имам ја тука да наведам уште 10 фирми ако сакате, не викам дека се тоа лоши фирми. Че имаат реално проблем што прават со тој отворен празник. Земја кондиторската индустрија во Македонија. Пинчини, витаминка и така натаму, кои што реално имаат палета од илјадници производ. Па тука кој ќе дое Нестле. Види, дали ќе дое Нестле, прашање бидејќи сме ние незначителен пазар. Ќе дојде некоја шеста подружница на Нестле, купена у Молдавија. Ќе дојде тој од Молдавија, како што овдека нас не купува телевизор, него маđарски, доаѓа банка од не знам која, ти доаѓа српска банка за да пере тука пари. И сега прашање овие луѓе кои што вработуваат едни од 200, други од 500, која е нивната мисла у главата? Вика, слушај, вака нас не оди добро, не правиме големи профити кои што се милиарди, али годината ја правиме со 6, 10, 15 милиони евра. А што ако ги изгубиме и тие 15 милиони? Така размислуваат. И второ, секогаш во мали општества, прашањето на елитите. Елитите движат мали општества. Ако елитите имаат прогресивни идеи, ако имаш елити во кои што работата е дај сега како од ова да земеме нешто за нас и така, тоа нема ништо тоа.